Во услови на пасивна состојба на фабриката и на фабричкиот оджак, активностите на иницијативата за чист воздух во Кочани организираше протест со блокирање на една лента од булеварот Тодосија Паунов и пред влезната капија на Paper Mill, на кој се собраа околу 200 граѓани. Своите три суштински барања тие ги условија со 30-дневен рок во кој Министерството за животна средина во содејство со Државниот инспекторат за животна средина да ја ревидираат еколошката дозвола издадена од фабриката. Потоа конечно да се инсталира станицата за пречистување на отпадни води, која повеќе од 2 години е во најава, иако е основ на добивање лиценца од А категорија. Третото барање е локалната самоуправа на Кочани да постави инструменти за мерење на загадувањето на воздухот во близина на фабриката. Доколку во определениот рок барањата не бидат исполнети, протестите ќе се радикализираат. Од првите протести до сега фабриката, иако цело време тврдеше дека не загадува, се обврза за инсталирање на некој филтер кој не беше функционален, само кога да ни замачкува очите. Откако и тие видео дека не се подобро од чадот не презедува, за жал ништо, седо дека повторно не се собравме и протестиравме. После протестот донесува и друг, понивно поскап филтер, кој по изјава на инспекторите требаше да ја среди состојбата. За жал, изгледа недоволно одржување на филтерот донесе повторно до густи и спрдливи чадови. Сведоци сме и на манипулациите на фабриката, која ноќно време и за време на викенд чади екстремно и не загадува, не трови нас и нашите поколенија. Сведоци сме на наместени однапред најавени мерења, се со цел да продолжат да профитираат покрај нашето здравје. Сведоци сме за жал и на корумпирани инспектори кои се продаваат за ручек во слив и за полн резервар гориво. Покрај тоа, граѓаните побараа при ревидирање на еколошката дозвола испуштањето на димни честички да се ограничи на 50 микрограми на метар кубен во согласно со законот наместо сегашните 150 микрограми кои се во дозволата на Paper Mill. Побарано е фабриката во работењето да користи метан наместо пелети. Представници на иницијативата за чист воздух ги повика градоначалникот, советниците и представниците од Кочани да им дадат подршка на граѓанската иницијатива, но и да дадат конкретен придонес во решавањето на проблемот со Paper Mill и со другите загадувачи.